Како кошаркарски тим со огромна традиција и реноме, кошаркарскиот клуб Куманово 2009 мораше да реагира преку соопштение и демант за сите невистини и обвинувања за тоа што се пишуваше изминатите денови во медиумите и да се обрати на јавноста по повод обвинувањата на челниците на Балканската регионална лига или поточно Библ лига со цел да се нанесе штета и да се наруши угледот на нашиот тим кој е граден со години наназад. Ние како управа на оваа екипа уште еднаш демантираме дека КК Куманово во изминатиот период откако настапува во Библ лигата има било каква обврска по основ на неизмерени долгови кон ова надпреварување, неисплатени обврски по основ на хотелско сместување или транспорт или пак неизмерени долгови по однос на судиска или делегатска такса. Лигата ја напуштивме пред се поради тенденциозно судење и некоректно однесување на одредени поединци. Раководството на клубот исто така сметаше дека мора да се направат приоритети и финансиската состојба во клубот полека да се стабилизира. Согласно со тоа, прв приоритет на нашиот тим ни се редовните обврски кон постоечкиот играчки кадар, стручниот штаб, како и кон матичната кошаркарска федерација и други субјекти поврзани со патување и сместување во домашниот шампионат. Со оваа одлука да не бидеме веќе дел од Библ лигата, создаваме услови за целосно посветување на надпреверувањето во првата македонска кошаркарска лига, во која амбициите ни остануваат исти, а тоа е пласман во Супер лигата, но со напомена дека ќе се даде акцент на млади домашни играчи кои се веќе дел од нашиот тим во оваа сезона и засилување со кошаркари кои ќе се надополнат на постоечкиот играчки кадар. Исто така се работи на изготвување на 4-годишен план за спортски и финансиски развој на клубот. Воедно ја замолуваме публиката која е нашиот шести играч на разбирање и бараме поддршка во наредниот период, полека да се консолидираме и заедно да се вратиме на победничките патеки, стои во соопштението од кошаркарскиот клуб Куманово.